Zajdi, zajdi. На отворањето на просториите на ансамбл Македонија заедно со УГД во Скопје е сретнавме Елена Андоновска, студент на Музичката академија, поранеше студент на Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев, која што практично таму дипломираше, таму ја слушавме како пее како студент. По меѓувреме Елена Андоновска отиде да работи во танец, меѓутоа прави и своји обиди за своја собствена кариера. Каде е Елена Андоновска моментално? Се уште сум студент на факултетот за музичка уметност, односно на катедрата за етнокореологија, бидејќи сум на постдипломски студии, го подготвувам мојот магистарски труд, кој што пак ќе биде на една тема поврзана со етнокореологијата и народното пеење, кој што е нели примарна моја професија. Вработена сум во танец веќе 18-та година, можам да кажам едно полнолетство во оваа институција и така вработена и стартував како студент, меѓутоа секако факултетот и се оно што го нудеше како програма ми помогна многу во мојот развој секако во институцијата каде што ми е матична институција ансамбл танец. Во меѓувреме може да те видат гледачите на некои настапи, имаш обиди да снимеш и своји собствени песни, како оди во тој поглед, како е да се пробива човек на македонската естрада, посебно од оглед на тоа дека Елена Андоновска е знаат повеќе по гласот кој што е карактеристичен за они македонски традиционални песни, а сепак треба и во други води да се отиде понекогаш. Така, да, мојата солистичка актива започна во ансамбл танец и нели секако за еден уметник, посебно еве солист изведувач на народни песни, можеби не е доволна само таа сцена каде што се работи за еден колектив, една колективна работа. Јас сакав да се остварам и како носител на своји проекти. Веќе 2 солистички албуми се снимени, албумот кој што ме чуе да пеам и албумот за пеало Славе Пиле, кои што содржат по 10 обработки на македонски народни песни, се со цел истите да бидат зачувани и да бидат запаметени. За да ги лишиме од заборав, сега го подготвувам третиот солистички албум, кој што ќе се вика Никнало цвеќе шарено. Во подготовки сме и за брзо време почнуваме со снимање на третиот албум и здравје до крајот на годинава ќе реализираме свој солистички концерт во Скопје. Како подобро сите заедно, не само граѓаните, институциите, државата да се грижи за зачувување на македонската музика и традиција? Еве, јас сметам дека сум на добар пат и го користам соодветниот модел со препев на македонските народни песни, иако би потенцирала дека во последно време ставивме акцент на само одреден број на песни со одредени наслови и се фокусиравме на едни исти препеви на исти песни. Јас секој пат гледам да изнајдам песни кои што се малку интерпретирани, кои што се малку познати на македонската публика, на помладата публика, се со цел да истите нели се препеат и добијат еден посовремен контекст и секако да постојат и во денешно време онака како што постоеле некогаш. Сметам дека јас го имам одбрано еден од правилните модели, секако и ова катедра за етнокореологија исто така многу придонесува со својата истражувачка работа, пред се исто и концертната актива на ансамблот Македонија. Сметам дека сите заедно би можеле да делуваме и да придонесеме на некој начин да не се заборави македонското културно наследство. Да не очекува од некој друг. Секако ние македонците прво треба да почнеме од македонската музика, да ја зачуваме, па понатаму да размислуваме за нешто. Како се чувствуваше пред известно време кога влезе во центарот на вниманието со некој симнување да не можат луѓе да играат твоите песни на YouTube, некои забрани, зошто? Да, имаше цензура и на мојата Facebook официјална страна каде што сум следена од скоро 20.000 фанови и на мојот YouTube канал. Од технички причини YouTube каналот не можев да го вратам. Повторно ги споделувам моите видеа со 0 прегледи. Меѓутоа мене бројките на прегледаностите ми значат секако, меѓутоа не се пресудни за оно што е квалитет и оно што го произведувам и го презентирам пред публиката. Секако дека ќе имаат прегледаности понатаму. Facebook страната успеав да ја вратам и таа функционира. Меѓутоа баш ми е жал што македонската музика би кажала пречи некому и некој има потреба да оној слоган кој што редовно го користам, слушајте македонска музика и на вистина треба да ја слушаме,
првично ние да ја пренесуваме на нашите деца, на нашите помлади генерации за истата да постои. Тоа е и мојата цел. Затоа и ги правам сите овие солистички проекти и се надам дека во иднина нема да имам вакви немили ситуации, со тоа што постојано сум опоменувана од овие социјални мрежи дека споделувам содржини кои што некому ги нарушуваат авторските права, мирот и така натаму. Како може македонската музика некого да вознемирува? Очигледно дека може, со оглед на тоа што мене ми се случи вакво цензурирање, меѓутоа јас нема да се откажам, одам понатаму и тоа како што најавив со нов проект, со нови сили. Скоро го промовирав и мојот видеопроект Видео приказно за пеело Славе Пиле, каде што беа снимени 7 песни од мојот втор албум со една екипа која што работеше на аудио материјалот, па исто сакавме визуелно да ја пренесеме. Така што тоа беше последен проект кој што го споделив на мојот YouTube канал и ви ги поканувам сите кои што сакаат нека повелат на YouTube каналот да ги проследат повторно материјалите кои што ги реобјавив пред известно време. Што слуша Елена Андоновска приватно, лично? Јас сум обкружена само со народна музика, бидејќи таа е моја професија. Меѓутоа, бидејќи сум дел од група Седенка и како бенд функционираме најчесто на приватни прослави, па тука можам да изведувам и забавни песни. Слушам музика која што во моментот нели ќе направи да се чувствувам позитивно и пријатно. Немам одредена музика која што ја преферирам, а заради мојата професија би кажала сум повеќе посветена на народната, па заради тоа и така ја конзумираме и во нашиот дом, бидејќи со сопруга сме нели колеги, заедно работиме. Тоа е според нас и моделот да ја пренесеме оваа музика и на нашето семејство, на нашите дечиња.